Бранислав Ангеловски го одигра својот последен надпревар во кариерата, а доби голема чест од своите колеги кои дојдоа во Битола и играа заедно со него во надпреварот на кој се збогуваше со активното играње. Салата Младост беше исполнета, а публиката можеше да ужива во мајсториите. Мечот заврши без победник. Ангеловски и пријателите ремизираа со комбинираниот тим на играчи од Eurofarm работник и Пелистер, а конечните 41-41 ги постави токму играчот во чија чест се играше овој дуел. Долго време бев на терените. Стварно сонував еден сон. И гледав во тогашен Пелистер и гледав сите звезди и некогаш сонував дека ќе можам да бидам дел или сличен на нив. Во шала онака викам дека секој сон за да сонуваш треба и да спиеш. Јас бога ми си наспав преку 20-24 години точно професионално, значи од 16 години кога почнав тука во Пелистер професионално да се занимавам. Уживав во животот, стварно среќен сум, затоа што и на крајот останав здрав. Мислам дека се трудев да бидам онака, да секојаш да помогнам. Никогаш не, што викаме ние, никогаш не се фолирав ни на терен, ни надвор од терен. Може и тоа е силата што ме очува да бидам така толку години на терен. Ми представува стварно огромно задоволство што тука во Битола, таму каде што почнав, пред полни трибини, завршив онака како што самиот и си посакував. Поранешните соиграчи на Ангеловски кои учествуваа на овој надпревар го поздрави овој спектакл и идејата на ваков начин да се стави крај на играчката кариера. Стварно беше прекрасно. Бранчо Ангеловски го организира како тој само што знае, секоја чест како што доликува и за него за една кариера, што имаше тој. Ја пред се го сакам Бранчо како карактер, како човек, потоа како играч. Последно ми е драг, пошто ја освоив првата титула македонска со него во Металург. Стварно еден исклучително добар човек, исклучително добар карактер, секој за тимот, затоа ја собра цела оваа публика, не е за џабе сето ова. Секоја чест, му пожелам се најдобро во останатиот дел од животот. Битола беше еден од моите почетоци во мојата ракометна кариера. Јас сум за тоа благодарен. Битола заслужува врвен клупски ракомет. Битола живее не само за ракометот, и за спортот. Мислам стварно е пратејки од страна. Стварно е жално што во последните 10 до 15 години некако спортот во Битола, поготово ракометот, преживува, ако може, еве ние као македонски репрезентативци кои долго години ги браниме бодите на нашата репрезентација, да апелираме јас како капитен, Битола заслужува врвен ракометен клуб, да се инвестира повеќе, да се води повеќе сметка околу организацијата и крајно време е Битола да се врати на старите патики и да бележи европски успеси, не само на домашна сцена од светски карактер. Бранислав Ангеловски настапувал во македонските ракометни клубови Пелистер, Вардар, Металург и Пролет, во хрватскиот шампион Загреб, Винтертур, Тулуз, Алаин, а во последниот период и во Констанца, Романија, каде сега е активен како спортски работник. Во дресот на македонската репрезентација Ангеловски одигра 159 надпревари.